Ново информативно издание на Дневникот е пред нас. Во него ќе гледате: Центарот за јавно здравје со нови тестирања. Кумановските социјалдемократи со празничен пикник. Започнаа училишните надпревари во Лига Систем. Граѓаните од Североистокот ќе можат да вршат ХПВ анализи и ПСР тестирања во лабораторијата на Центарот за јавно здравје. Надлежните информираат дека на овој начин се подобруваат здравствените услуги. Жителите повеќе нема да мораат да се упатуваат во Скопје. Персоналот веќе е обучен за анализите. Продолжуваме со воведување на нови методи и доближување на здравствените услуги на нашите сограѓани. Ова услуга, ова нова метода е многу важна за нашите сограѓани, бидејќи тие не мора да одат во Скопје, тие услуги ќе ги завршат кај нас, така да во склоп на нашата молекуларна лабораторија ќе воведеме ХПВ тестирање, така да ќе имаме и други тестирања, како корона што го вршиме порано, после разни видови на грип, така да имаме нова апаратура, имаме кадар кој е спремен и обучен за таа диагностика, така да верувам дека нашите сограѓани ќе имат бенефит од ова услуга. ХПВ типизација, тоа е една од најсовремените болести и предизвици што ги има денеска и ќе биде достапна од сега на граѓаните, пациентите во нашиот Кумановски регион, североисточниот регион. ХПВ типизација е една од новите анализи што ќе бидат достапни. Во склоп на тоа ќе биде достапен и фемофлор и андрофлор. Тоа се анализи кои што ќе ни докажат кои ни покажуваат за нормалната присуство на нормална флора или евентуален дисбаланс на флората кај мажите и жените. Исто така, нова анализа ние и АВРИ. АВРИ е респираторен панел кој што ни покажува, сега конкретно веќе оди периодот на респираторни вируси во септември, ќе може да се докаже вирусот на инфлуенца, односно вирусот на грип, повеќе типови, како и коронавирусот заедно во едно. Сите тие ќе бидат достапни на товар на фондот. Упат од матичен лекар или лекар од Општа болница Куманово ќе може да издаде и пациентот може да дојде со бриз. Помината е едукација, завршено е се, ние сме спремни, имаме реагенси, спремни сме да одговориме на барањата на населението. Актуелниот градоначалник на општина Куманово и идејниот творец на граѓанското движење Максим Димитриевски ги поканува поддржувачите, пријателите и граѓаните да се придружат на граѓанската иницијатива и да присуствуваат на настанот по повод иницијативата за формирање на новиот политички субјект на македонската политичка сцена, движењето Знам за наша Македонија, вечерва со почеток во 20 часот во хотел Holiday Inn во Скопје. Движењето Знам за наша Македонија има за цел да ги смени работите во државата, да ги промени процесите од граѓаните за граѓаните и да се стави целосно во служба на Македонија, се вели во соопштението испратено до медиумите. На настанот се предвидени обраќање на повеќе говорници, како и потпишување на иницијативата од страна на представници на сите 10 граѓански здруженија од Македонија, заедно со идејниот творец на граѓанското движење Максим Димитриевски. По завршување на настанот е предвидена изјава за медиуми. Екипи на територијалната противпожарна единица Куманово во текот на вчерашниот ден интервенирале на пожари на повеќе локации, информираат денеска од регионалниот центар за управување со кризи. Во селото Доброшане изгорела семејна куќа и помошна просторија, при што е причината поголема материјална штета. Во атарот на селата Којнаре, Речица и Билјановце горела сува трева, а сува трева горела и покрај патниот правец Куманово, граничен премин Табановце во близина на истоименото село и на локалитетот Пармакови ниви. Пожари беснееле и во текот на ноќта. Во атарот на селото Кучкарево се запалила сува трева во близина на регионалниот патен правец Куманово Свети Николе. На истата локација кај селото Кучкарево во текот на ноќта паднало опожарено дрво, при што пожарникарите повторно излегле на терен. Успеале да го изгаснат огнот и да го отстранат дрвото од коловозот до 6 часот утринава, кога се вратиле во станицата.
Општинската организација на СДСМ Куманово и годинава ќе организира пикник на споменик Костурница по повод Денот на народното востание 11 октомври. Повеќе детали за традиционалната активност од изјавата на председателот на социјалдемократите од Куманово, Александар Арсиќ. Почитувани сограѓани, почитувани медиуми, партиски, другари и другарки од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Дозволете ми, во моје лично име и во името на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Куманово, вам лично и на сите граѓани на општина Куманово да ви упатам срдечни честитки по повод 11 октомври, Денот на народното востание. Пред 82 години, знајни и незнајни борци, со визија за слободна, независна и просперитетна Македонија, во Куманово и Прилеп ја почнаа народно-ослободителната борба. 11 октомври е ден од македонската историја, кој не само што е символ на македонската борба за слобода, туку е и ден кога е поставен еден од темелите на македонската државност. Благодарение на овие луѓе, денес можеме слободно и рамноправно да одиме по патот на европските и евроатлантските интеграции како врвен приоритет во развојот на нашата држава. На овој ден им даваме почит на сите учесници во вооруженото антифашистичко и народно-ослободително востание. По тој повод и оваа година Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз од Куманово на 11 октомври среда, во чест на големиот празник 11 октомври, Денот на народното востание, ќе организира традиционален празничен пикник кој ќе се одржи на фудбалското игралиште на спомен Костурница во Куманово со почеток од 12 часот. На празничниот пикник ги поканувам сите наши граѓани, членови и симпатизери на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, заедно да го празнуваме 11 октомври. Нека ни е честит и вековит празникот 11 октомври, Денот на народното востание. Возач на автобус во Куманово бил физички нападнат откако 3 лица го запреле попречувајќи му го патот со автомобил, соопштија надлежните. Според МВР, 63 годишен кумановец пријавил дека додека управувал автобус, собственост на фирма од Куманово на релација од Петровец до Куманово, во близина на крстосницата помеѓу улицата Трета МУП и улица Тоде Мендол, му бил попречен патот од патничко моторно возило БМВ со кумановски регистарски ознаки, од кое излегле 3 лица кои започнале расправија со него, пошто едно од лицата физички го нападнало, информираат од МВР. Од полицијата велат дека се преземаат мерки за расчистување на случајот. Во текот на изминатиот викенд, полициски службеници од СВР Куманово спроведоа акцијска контрола за санкционирање на возачи кои не ги почитуваат сообраќајните прописи, при што на подрачјето на Куманово санкционирани се вкупно 191 возач. Од нив 138 управувале возило со брзина поголема од пропишаната, 40 санкции се изречени за возачи кои управувале возило под дејство на алкохол, 11 за управување возило без возачка дозвола и 2 за нерегистрирани возила. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. По повод предстојниот празник 11 октомври, Сдруженијето на жени Нада Михајлова и поетскиот клуб Обденица викендов организираа традиционална поетска вечер. Освен членовите на клубот со своји поеми пред присутните во малата сала на Центарот за култура, се представија и средношколци љубители на пишаниот збор. Сдруженијето на жени Нада Михајлова и поетски клуб Обденица секоја година традиционално по повод 11 октомври, Денот на македонското востание, организираме настан насловен како поетска вечер 11 октомври. И оваа година се подготвуваме, ни присига гости, програмата е спремна, така да само чекаме да почнеме. Во програмата е предвидено, дадовме како и секој пат и оваа година, предност на младите, нели? Сите сме така насочени кон младите, значи учениците од Државно средно училиште Перо Наков, тие се ни драги гости. Тие ќе се представат, прво со нив ќе отвориме програмата,
со гитара, со една песна, па имаме извадок од Пиреј, така да 6 ученици од Перонаков се ни гости оваа вечер, што ни е посебно драго, со нивните ментори, професори по македонски, Фросина и Сандра, тие се нивни ментори. Така да имаме и други гости, гости се исто така доктор Никола Костовски, Ирена, нашите членки од поетскиот клуб Обденица, исто така и тие ќе се представат во програмата со по една песна. Сите тие ќе бидат така насочени на 11 октомври. Имаме и во програма предвидено оваа вечер да сите песни така да видиме ако можеме да ги насочиме едноставно како на патриотизам. Али не можеме баш точно, нели? Програмата е таква, настанот е таков, треба да имаме некои пишуваат и за љубов, што е добро. И мислиме дека оваа вечер ќе биде така посветена заеднички сите присутни што се тука, и наши гости, и публика, и членовите на Нада Михајлова и поетскиот клуб, дечињата од средно училиште, сите, значи, со една мисла да го дочекаме празникот 11 октомври, како што му доликува на празникот, како што ни доликува на нас, сите заеднички да го одбележиме на еден убав, достоен начин. Можам слободно да ви кажам, ние имавме распишано конкурс по повод 8 март, денот на жената, само за средните училишта. Ни учествуваат 4 средни училишта од градот. Слободно можам да кажам дека одзивот беше, јас се изненадив, тие дечиња сега толку убаво творат, толку имат смисол за пишување, за убавиот збор, настанот да го овековечат на еден нивен начин, соодветен за нивната младост, за мајката, за жената. И слободно можам да ви кажам дека нашиот град не треба да стравува за поезија, за уметници, за пишаниот збор. Тука се средњошколци, тука сме ние повозрастни, тука е Сдруженијето наше Нада Михајлова и поетскиот клуб Оденица и така. Значи ќе биде се во најдобар можен ред. Со представата Седумте стола вчера вечер продолжи репертоарот на меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија. Инаку станува збор за комедија во изведба на Драмски театар од Ловеч, Република Бугарија, во која улогите ги играат Пенко Господинов, Петко Венелинов, Борјана Бабанова, Георги Грозев, Елица Костова, Павел Емилов и Јавор Костов Јаша. Режисер на представата е Дамјан Танев. Утре вечер, љубителите на комедијата ќе имаат можност да ја проследат представата на Драмски театар Кафес со кокони со почеток во 20 часот. Фестивалот Арт Атак утре со почеток во 19 часот ќе се одржи на плоштадот Маршал Тито во Куманово. Станува збор за фестивал кој е сплотување на неколку гранки од уметноста, во овој случај електронската музика и филмската уметност. Со почеток во 20 часот ќе биде емитуван македонскиот филм Снежана на крајот умира, во кој играат и неколку актери од Куманово. Во организација на Општинскиот сојуз на училишен спорт на Куманово денеска започнаа надпреварите во Лига Систем во одбојка женска конкуренција. Учествуваат 10 училишни спортски екипи, а ќе се одиграат вкупно 9 кола. Во ноември месец ќе стартува и машката Лига Систем во одбојка, информира Саша Николиќ, координатор за одржување на Лига Систем во Општинскиот сојуз на училишен спорт Куманово. 10 училишни спортски екипи од нашата општина во женска конкуренција започнува со надпревари во Лига Систем одбојка женски. Моментално се наоѓаме во основното општинско училиште Христијан Карпош, кој е домаќин на првото коло од овој Лига Систем на преварување за девојки. Ќе се одиграат вкупно 9 кола, бидејќи се пријавени, како што кажав, 10 општински основни училиште во женска конкуренција. Денеска започнувавме, како што сами гледате, на 9 октомври. Ќе завршиме некаде во декември месец, во зависност ако се случи да имаме некој поклопување со празниците, но е предвидено да завршиме некаде до 10 декември, каде што би требало победникот од оваа лига надпреварување да земе учество и по повисоки надпреварување како што и државното првенство во одбојка на ниво на Република Македонија. Денеска, како што кажав, е прво коло
некаде од 1 ноември ќе започнеме со организација и на машка лига систем во одбојка за основни училишта. Таму за жал имаме малку помал број на пријавени училишта, тоа е бројката од 6 општински училишта. Лига системот ќе се игра исто како што се игра и кај девојките, ќе имаме 5 кола и од тој лига систем надпревари победникот ќе продолжи понатаму да се надпреварува првим во зона Куманово, потоа и во источен регион на Република Македонија. Доколку таму се пласират, може тие да стигнат на државно првенство. Ова е се со цел да ангажираме што повеќе ученици од нашиот град, бидејќи интерес за одбојката по континуитет се зголемува во нашата општина и во нашиот град. Сите ученици ќе бидат вклучени од секој училиште, значи во еден ден околу 140 ученика ќе земат учество да изиграт овие надпревари, со што ќе се стекнат со едно огромно искуство во тоа што ќе придонесат со овој надпревари, тие ќе имат и потоа ќе земат учество и во нашите одбојкарски клубови во нашиот град кои почнуваат за неколку дена да се надпреваруваат во државните рангови на надпреварување. Градскиот фудбалски клуб Куманово впиша 4-та победа поред од почетокот на сезонава, овој пат против составот на Шкендија Арачиново. Првиот гол во овој тежок надпревар го постигна тимот на Шкендија Арачиново и тоа беше единствениот во првите 45 минути од средбата. Наредниот надпревар тимот го игра во среда на гостински терен против екс-прволигашот Евромилк. Боксерскиот клуб Куманово 84-та на 7 октомври беше домаќин на боксерскиот спектакл во рамките на второто коло од новото регионално надпреварување во бокс Open Balkan, кое за прв пат стартуваше оваа година. На овој настан настапија околу 100 боксери од Република Србија, Република Албанија и боксери од нашата држава. Пред многобројната публика во Куманово настанот помина во фер и коректна атмосфера, информираат организаторите. Сите постигнати резултати можете да ги видите на веб страницата на ТВ+. Тенискиот клуб Тумба од Куманово викендов беше домаќин на отвореното првенство на Македонија за јуниори и јуниорки до 14 години. Кај јуниорите триумфираше членот на Круна Александар Груиќ, кој беше подобар во финалето од Иван Трпковски од Чери. Кај девојчињата најдобра беше Анастасија Арсовска од Југ, која во финалниот меч беше подобра од Лина Николовска од истиот клуб. Членот на Тумба, Алексеј Стојановски, го освои третото место, откако својот настап го заврши во полуфиналето на турнирот. Мечевите се одиграа на тениските терени кај спортската сала во Куманово. Во продолжение следува преглед на вестите од Македонија. Преку веб страницата vakcinacija.mk денеска почнува пријавувањето за бесплатна вакцинација против сезонски грип за ризични групи население, информираат од Министерството за здравство. Со цел да се обезбеди заштита кај поголем број лица од сезонски грип оваа година, Министерството за здравство ја зголеми количината на набавени вакцини, при што се набавени 60.000 дози 4 типни вакцини против сезонски грип, наменети за бесплатна вакцинација, се наведува во соопштенијето од здравство. Со бесплатна вакцинација, како што посочуваат од Министерството, ќе бидат опфатени следните ризични групи: стари лица над 65 години, лица со хронични заболувања, здравствени работници, бремени жени, деца на возраст од 6 месеци до 5 години, лица сместени во установи за социјална заштита на стари лица и лицата вработени во установи за социјална заштита на стари лица. Вакцинацијата се планира да почне да се спроведува во втората половина на месец октомври. Вакцинацијата против сезонски грип е најефикасна мерка за превенција на грип, која спречува појава на потешки форми, компликации и смртен исход, особено кај ризичните групи, велат од Министерството за здравство. Оттаму посочуваа дека со пополнување на апликацијата граѓаните се регистрираат за вакцинација директно во системот Мој термин, согласно распоредот предвиден во планот за вакцинација, преку SMS ќе добиете повратна информација за точниот датум, час и место кога треба да се вакцинирате, се додава во соопштенијето од Министерството за здравство.
Со барање за достоинствени европски плати околу 100 вработени во судската администрација и денеска како изминатите денови излегоа на протести и ја блокираа крстосницата кај трговскиот центар Мавровка. Тие ги повторија своите барања, а тоа се повисоки плати за 78% на минималната плата во судската служба и 35% додаток на плата за судските службеници. Јасмина Величкова, председател на штрајкувачки одбор за основен кривачен суд и председател на судска администрација на Македонија, вели дека бараат од владата да бидат вклучени во работната група за покачување на платата. Владата на 3 септември на седница донесе одлука во следните 7 дена да се формира работна група која ќе работи на изнаоѓање решение во врска со барањата и посочените состојби од страна на судската јавно-обвинителската служба и вработените во органите на државната управа. Вечерва нов протест поради случувањата на клиниката за онкологија. Се бара истрага за можна вмешаност на поранишниот министер Венко Филипче и директорот Нино Васев, проширување на истрагата за работата на детска онкологија, како и целосна ревизија на работата на клиниката. Организаторите на протестот велат дека причина за протестот е недовербата во правосудниот систем и институциите. Обвинителството отвори истрага за случајот откако во медиумите беа објавени информации за криминална бизнис мрежа на клиниката за онкологија за препродавање на лекови, односно дека биле вклучени повеќе доктори и медицински лица од клиниката. Во текот на вчерашниот ден, МВР спроведе засилена акцијска контрола на територијата на Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 408 возачи. Од нив 16 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 3 возила се движеле со над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа 260 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 148 надвор од населено место, соопшти МВР. Единаесети октомври 2023 година, односно среда, ден на народното востание, е неработен ден за сите граѓани на Република Северна Македонија, соопшти Министерството за труд и социјална политика. Министерството на граѓаните им го честита денот на народното востание. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево со максимална дневна температура која се искачи до 25 степен и минимална утринска која беше 14 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време со температура која ќе се движи во интервал од 14 до 25 степени Целзиусови. Ви благодарам што бевте со нас. Имајте пријатна вечер со програмата на Телевизија Плюс.